Ајде. Не се срами влегвај. Опа! Ајде, Бојрум. Чекај. Добре, си научила. Си научила. Добре дојде во Битола. Добре најдов. Струмичанка. Ајме сама, малце струмички, малце битолски. Малце на струмички ќе ми лафиш. Сакам да зборам битолски. Знаеш да збораш битолски? Пак ќе пробам. Ти се потрудиш. Можеш? Браво, бе чупе. Чекај сега ти клајме една бубица овде. Ајде. Да не ти е фатам само коса да гледаш убаси до Може терена. требаше. Јас спремна за настап сум, затоа сум вака. Да. Вечерва се Збората играл, не. многу. Не ми е актуелна емисијата, ама тоа е тоа. Битно е што ќе не гледат на ден Великден. Да, шубо, ето леле, така, значи шубо среќен човек. Великден на сите, шубо Среќен човек. брат, среќен си. Саш да се возиме се низ Битола? Ајде, опа. Да видиме. Југо, знаеш што мислев Леле, го јас? заборавив Дали јас и ти звукот. може еден договор да направиме? Ајде. Пошто денес гледаш многу ветер дува во Битола, нешто така те пречекавме со ветер, една твоја песна да ја смениме. Со ветер да биде, ако Оф, може. леле. Знаем дека со ова ќе ме пречекаш. Денови Ветрови весите ми. дувајте, Никој никој да да не ги држи косите. Опа! Може така да биде пример? Стварно, значи дури возев од Струмица за Битола, ме потепа ветерот. Значи низ цела Македонија дува ветер. Вака ме шикаше со Ете проба. така. Замисли со југото да си примерно Леле. Ќе се клањаш. Како е? Ебе, ова е стварно Шо? погодено за мене, за мојата висина. Кажи, да. Топ. Дори- Овде можам да си легнам Ја вака. може да се спустиш Скоро, со Само не го спуште назад лапопо да не скрчиш. Ќе останеме без звук. Да не го снимам звук назад. Леле, шубо. Еј, од кога не си дојде на Битола? Многу време да ти кажам, право Знаеш многу дека време. плачат Мислам битолчани? Да. Па тој сакав малце да поплача. Па плачат Александра. Не, ја сериозно нема од мислам од јануари или декември. Порано бев нонстоп Битола. Да, знам. Со тебе Битолското пораснавме, чукај ме што се вика ја. знам. Тоа знаеш како беше на интермецо на времето? Интермецо О, да. и Многу ни брчиш, брате. Расчекот. Многу ни брчиш. Снимаме. Многу си јак со моторот. Еј, ова се дешава че Да, сите те Поздрав, познаваат, нема тука што. Па се Порано, значи бев 2 пати месец у Битола. Да. Дури и останувавме тука, си имавме апартман. Го поздравам даме од Сомни апартмент. Кај него бевме Гугучевски. Кај него бевме свестени и постојано, значи си бевме Битола и стварно беше Да, и многу тоа знаеш убаво. како беше тогаш муабетот низ Битола? Човек не ме ги се вечер на Александра Јанева, ќе одам во интермецо. Имаше еден јак муабет. Наследната Александра Јанева и ја ќе дојде. Наследната Александра Јанева. Да, ма така велиме во Битола, како наследната Александра Јанева. Или Јанева, само Јанева ме вика. Да, да, и се Равчекор беше извесен период така. Да, кога Мислам, си идиш, Равчекор. да, си дешаваш тука во Битола и како што Да, ама многу те сега сакат. малце пауза. Правивме. Малце пауза, се умори од битолчани. Па не се уморив искрено, ама нели нека попеат и другите малце. И тоа Да е не вистина. види само Александра Јанева од кај ќе никни од Битола. Од Битола, ама некако така ти тргна, знаеш, со ко почнеш уште со кариерата и тука некако му завзеде со свирки и да речеме од Да. Битола ти тргна па за си ни цела Македонија, така? Да, да, Кај да. немаш настапувано? Многу сам да прашам кај немаш. Оти кој ти ми речеш кај имам, баму, таму, ама кај немаш настапен, а сакаш да настапиш во Македонија. Има повеќе градови кај што немам настапувано. Не сум била, да кажеме, во Демиркапија, не сум била во Македонски Брод, во Македонска Каменица. Од кај Снежето не си била? Да. Кај не сум била? Тетово сум била, ама многу одамна. Значи, луѓе, слушајте и Да. ако си го најдете градот, да си ја поканете Александра. Кај не сум била на друго место исто? Велес не сум била. Велес, како бре Велес, таму журки луѓе. Да, бев само на ваков општински настан, иначе не сум била по клубови. И Има кај- уште многу. А Струмица знам дека вршиш таму и по настани Струмица, да. Па Струмичанка мора тоа. Те поддржуваат во градот, Да се поддржи, да. Освен Струмица, кај ти е на друго место најубаво да настапиш? Кај што си одам стално, право да ти кажем. Имам неколку места кај што си одам стално и веќе публиката ме познава, Да. знае кои песни ги пеам. Јас се извинувам. Јас знам што сакат да слушнат и таму ми е стварно многу во, еве да кажем, почесто сум Куманово, Штип, Кавадарци, Струмица, веќе не е бројам како роден град.
Да, струмички можеш да ми збораш, примерно, онака цело Ајде струмички. бе, да човек, го- што сакаш, така да говорам. ми збораш. Ти само кажеш. На струмичките да го тапаго. Јас на битолските на струмички, така ќе се разбериме некако. А зашо ме е најинтересно? Шо? Ние струмичани и сите други таму од југоисточните градови ги разбираме сите дијалекти. А нашите дијалекти многу ретко ги разбират. Зашо тоа е това вистина, така? да. Не знам зашто е това така. Ама некако не, да разбираме, ама има некои зборови, се например кои ќе кажете што никош ги немаме слушнато, има. Како например дзанзарли. дзанзарли. Дали знаеш што е Не знам што се дзанзарли? дзанзарли. Кајсија. Кај си ја? Јас сакам се може Леле, човек, јас морам да се соблечам овде му Шо божишко. сакам, јас намерно така. Знаеш, го имам спомнато милион пати во емисија, на битолски дали знаеш што значи ичне чак ти савме дека го љуфнавме чикмако. Ај ше, стоја ше еднаш. Ичне, Чак ти савме дека го љуфнавме чикмако. па веројатно ичне забележавме дека го утнавме. Чикмако. Браво, брати. Чикмако, чекај, тоа не беше нешто. Чикмак е тесна уличка. Грешка јас. Не, нешто друго мислев, чекај, бубата да не е истместа. Нема гајде, се може ги шумкаш малце. И пак почнах да говорам, значи на стандарден јазик, кажам на струмички си Кажа, говориме. на струмички, да, веднаш како цек да интервјуа, си изгледав онака, јас неколку интервјуа, као се спремам, знаеш, да меки интервју ќе правам. Најак збор битолски, знаеш кој ми е? А, Ексик. Ексик и манџа и питулици. Тоа ми е, значи, имам другарки од факултет колешки и кој ќе ми кажат, леле, ексик човек, немам Ексик. Стално А чекај, се ти смеам. Како почна со музика, ти нели гимназија учеше вамо, така? Да, И овде како ти дојде тебе патот да дојдеш до музика? прво значи се запишах на нижо музичко. Ага. Свирак виолина, не знам дали знаеш, свирак Не знам, виолина ето 6 сам. години, да. Ама најголема желба ми беше да свирам клавир. Арно, ама у струмичкото музичко основно немаше место. У клавирската Сите клавиристи класа. во Струмица. Да, сите клавиристи. И пошто мама ме запиша на музичко и еден ден ми вика, бе, мајче, вика, нема, вика, клавир. Ако сакаш, вика, виолина, вика, има место. Дај што даш. И аз, за да не го разочарам мама, не ми беше нешто многу кејф, ама вика, мај, ќе пробам. И запишах се на виолина и првите 2-3 години бех баш така незаинтересирана. Свирах, ама ради редот. Да. И после, не знам, некак веројатно тогава ми се јави тај ми се развија таленто за пеене, за музика, почнах да слушам многу музика и почнах да го засакувам и инструментот. И да свирам повеќе виолина и кон крајот таму негде сега на знаеш уште да основна свириш? школа. Не. Не, знам кога ќе го фатам сигурно можам нешто да отсвирам, ама многу време немам свирано. И последните неколку години од основната школа баш и се спремах и средно да продолжам. И ептен бех сериозна и учителката што ми беше професорката по виолина, кога одлучих да се запишам гимназија, ми кажа многу ме разочара, многу ми е криво, ти требаше да одеш на виолина, ќе беше супер, вика. Гледаш осетила Виолинист. потенцијалта е во тебе. Да, ама не знам, љубовта кон пеенето го надвладеа инструменталното и Така е, а како почна, кога почна да пееш? Онака сигурно од мало дома со толчници, со чешли нешта. да бе, да, иначе првото мое Кој ти рече, ти го проговорување ми било со песна. На Аха. 9,5 месеци сум почнала да го пеем песната Милке Душо. О, Милке Душо. И и многу ми е криво што ги нема тие касети, што се расипани лентите и не знам што и Добро, ги- ма ќе ти остани во меморијата се тоа е тоа. Да, у мојата меморија го нема, ама мајка ми вика што. Да, е точно, вистина. И после не знам, на кај второ, трето одделение почнах да пеем. Странски, исклучиво странски песни пееах. Цело време се слушаше VH1, MTV дома. Значи не се даваше да се смее на канал, само на тие два канали. Беше нон-стоп и почнах да пеем. Прво зад врата, ми беше срам пред мама и тато, па после се опуштих пред них да пеем, па пред по-широката фамилија И така, и на и крај така, и излезе после сегде у да школа, црвени образи, вака така, ама
Ке правиш? Да, те гледав таму кажуваше на некој приредби си пеела прв пат. Да. У школото, така велите? У школото. У школото. Значи ние развлечуваме у школото. У школото. Ако не знаеш как, стави само повеќе ОО, Малта, Еле битолски ти, ако школото. сакаш да збораш битолски, скратвај ги збороите што можеш појќе. Аха. Колку што добро. можеш појќе крати. Ете таа е некоја логика. Сега живееш Струмица или Скопје, кај живееш? Скопје. Кисела вода живеем. И што ти текна да си оди Скопје? Ради врските? Па не знам бе човек, значи утка се запишах на факултет, некак ми се зареса. Таа средина тама по-мирно, никој не те познава. Мисля, добро те познават, нели, сега јавна личност личност, си, да. ама знаеш, малце е тamo по-динамичен живот, немат сите време да те застануват на улица и да ти прават мабет, па и да кафе, по-оно. А ти за рајат деме кој иде во Скопје? За рајат, да. Па после почнах да возам, па почнах да се нервирам од сообраќајот. Чекај се, сама си дојде со колата? Да. А оти Штипска или Струмичка, со тоа видов. Штипска, оти уште место на живење и на мене и на Веренико ни се од родните градови. Мене ми е Аха. Струмичка, него му е Штипска. А тоа не го давате као? Па не, ќе го даваме изгледа. Само още не сме средиле документи, после свадбата, здрави. Чекај се, не сте венчани уште? Не сме, А затоа си Јанева уште. верена сум само, да. Ќе сменуваш презимето, планираш или ќе си гостиш како? Ќе си гостам. Само Јанева. Ќе го додам неговото и ќе си гостам. Ама тоа како бренд ќе ти остане. Да. А ќе го дадеш уште на плюс, така? Да, Значи, ти па видиш- замисли на Битолчани да му кажеш абе Јанева ќе биде, абе не е веќе Јанева Ангелова, како бе не е Јанева? Како ќе видиш официјално после? Ќе бидам Александра Јанева Ангелова. Ангелова. Аха, значи се на ва. На ва. Ски нема во презимето. На ва. Добро, кажи Тоа ми. у вашите краишта. Да, тука вистина поделени сме некако чудно. Ама има и тука со веројатно влечат корени од негде. Аха. Да, кога положи прв пат за кола? Пред 2,5 години. Да? Јас сум пресен возач, бе, нема да значи мислиш да што ти не- многу возам. Само многу километри имам извозено, повеќе од Повеќе од многу што возеле 10 што години. возеле пример, 10 години, да. И што кола возиш? Возам Сеат Арона и Поло. А две коли возиш? Да. Значи? Па ти си била шофер и што бре само југо возам. Да. пример. Ама сакам и на југото да му се пробам. Сакаш да Ќе возиш? ми дадеш. Ќе ти дам. Чекај првин да те дарувам и ќе ти дам после. После дарувањето. Ќе застанеме словде негде во овој дел од Битол да си застанувам за подароци. Аха. Тука наоѓам сенки, ама ќе си дојди времето. Овде ми е Добро. многу липи да ти кажам, се ме запнува во грлото. Алергија имаш, значи. Алергија имам. Сакам да зборниме за многу работи, што нема со тебе за зборање, ги имаш поминато се и се што, ама се вака пред да те дарувам, сакам да ми кажеш некоја интересна случка што ти си има случајно негде по свирки ваму таму. Сигурно има нешто што сакаш да одвоиш. Знаеш што ми такнува, имаше една многу интересна случка, интересен момент од Битола, у интермецо додека имаме настапи. Знамо ти таа вечер праваме Тоше трибют заедно со Марко Логаут Добро. и толку беше кафичо пун. Толку луѓе имаше, значи, надвор на терасата на интермецо, што значи снемаа филџани, снемаа чаши, се снема. На крај почнаа да порачуваат жестоко од такви маленки филџанчина за Тоа што се еспресо. нашло, да. Со еспресо. И ги гледам само сите пеат и викат, ај живе ли со еспресо чаша? Ле, си викам. До толку ли е? А јако е вистина, кога ќе одиш така на свирки, не знаеш што те очекува, пример. Да. И секогаш ти идат У мора Битола некој имало да се- многу интересни случаи, ми се качувале на бина, па сакат да ми го земат микрофона, па јас, Многу нели, лабави, првичен инстинкт ќе се исплашиш, знаеш, Да. мислиш ти некој сака тебе да те нападне, а уствари кој сака да си го земе микрофонот, па миже, па влага у филм дека пее, бе. А ти го трпиш. Чуда, па доле Првика пред си го, мене бе. некои кореографии чудни, интересни и си Зар не те играат. паќа смеја некогаш така? Како не, се смеам на микрофон, да, некој пат може да изгледа неубаво, Мисля, тоа е. ама не можам да се устршам. Ајде, брате, ќе врвиш на кошачки или да си поседиме? Ајде. Нема проблем. Нема проблем. Гледаш ете така малце. Ама некако денес мирен ми е градо, изгледа дека ветер. Да бе, нигде нема, жив човек нема по улиците. Да бре, некако Сите се чудно. празнично Обично негде кој ќе, тргнат. да, веројатно. А може и Грција да се заминати.
Па да, на близко викенд. бе на вас тука. Па да, 15 на километри и Грција си. Да, Не, да, обично да. е тешко за возење, вака кога ќе снимаме емисија и на крајот сум жива вода. После возењето ти е хаос. Ми е интересен моментот, пошто победи на Макфест, замина и на Евровизија и Диме ми беше гостин Андановски пред ходната емисија. Не гледах? Да, не гледах. Многу убава емисија беше, да. Да, и се јутро го прашав истото прашање, пошто знаеш македонски изведувач, нели тука тие се условите што ги имаме за естрада, така функционираме. Е сега како е на сцената на Макфест кога ќе застаниш, како е кога ќе застаниш на Евровизија, примерно толкава. Сигурно е голема разликата, ама дали некако кај нас тоа што го има како професионално со страна на Евровизија може да се преслика на нашите фестивали, пошто Макфест вервај, мислам дека ти имаш изјавено некош нечујно поминал Макфест. Да. И Многу пати не. Браво беше. Да, мислам реално ретко кој дури помладата генерација не ни знае што е Макфест. Да. Што е жално. Што треба да се знаат такви работи, се нешто како Евровизија го знаат сите, Макфест не го знаат на пример. Или Охридски трубадури или не знам кој. Значи што тука кај грешиме, устварете од твоја перспектива? Абе, знаеш, многу фактори се, ама прво што ми паѓа на памет, пример, кога ќе се сетам, нели, какво беше искуството на Евровизија, самото пречекување од страна на Организаторите? на организатори. Значи, без разлика, луѓе што се техничари, На продукција, да. саунд инженери, значи сите се на насмевка на лице, знаеш, тај професионализам. Да. Сигурно на сите не им е до смеење, некој е изморен од работа, по цели денови се од сабајле до вечер. Кој знае колку пред нас работиле на таа сала, работиле Да. се да биде како што треба и они те пречекуваат со насмевка и се у твоја полза. Знаеш, застануваат од твоја полза и ти викат дали е се окей. Да. Насмени, скроз позитивни, сите на позитивни, Макфест не можеш како да ме видиш пречекат? некој. А тука кај нас може да се случи да не те поздрават, па ако не те знаат, па да се свртат на другата страна. Знаеш, го немаш тај гостопримлив пречек од сите. И са, нели, секој честни исклучоци има и кај нас многу фини луѓе, што се стварно страшни професионалци и си го Да. знаат својата работа, ама Секогаш повеќето се вадиме можеш. на тие честени Да. случаците. Ама кај многу луѓе можеш да го сетиш тај момент дека си изморени, дека знаеш не им е доволна плата, дека сакат повеќе пари за тоа што го работат, знаеш. Да. Ако веќе јас барам така размислам, ако веќе си се нафатил да го работиш работата, каква работи, и да е, до крај, да. дали има финансиска придобивка или не доволна, значи работи го со љубов или барем биди позитивен, биди ведар, шири убава енергија околу тебе, да не биде на плачење на ово на оно. Друго нешто, Ама тоа реално и влие и врз вас, пошто ви излегвате на сцена и ви Как треба да не? сте расположени, нели така целта нормално. е И енергија. затоа ние бееме секој ден од тие проби расположени, ведри, позитивни, полни со енергија. И да се случи грешка, знаеш, не те Не е обесхрабруват. Не ти викат чеки како правиш тука таква грешка, туку одеме уште еднаш, можеш, храбро, знаеш, сите те бодрат. Таа е еден победнички дух на некој начин, што сите го шират тама И и тоа кој е беше нешто што многу чувството, фали ти тука. беше заедно со Тамара Праут, кај што North Macedonia 12 points, North Macedonia 12 points, кој седевте таму во бекстејдж, во Green Room. Кој е чувството кај што слушаш дека 12 поени цело време само за Македонија? Многу јак човек, да Што правевте таму назад? Срцето ти лупа, не знам како да имаш испиено 10 еспреса и 5 Red Bull. Јас па не знам дали го знаеш тај момент, јас уствари од возбуда, нели сите имаме црвени кармини, Аха. девојките од тимо. Јас Антонија и другите што беа у поддршка. Да. И у еден момент од толку голема возбуда и среќа га бацих на Тамара у кост. И оставих Кај- тука кармин, значи кај имаше ја црвен тука. А, у Коста, рече У добро. коста. Начело и тука имаше црвен кармин, а баш беше пред да ја дадат 12 од некоја земја и нели кога дават 12 одма га камерата вртат во камерата вас, да. кон тебе. И само га гледам има значи уста цела тука и паника ме пака, викам Тамара имаш уста на косата. Ами шо ти ја вика шо направи? Ајде тука Армен носи влажни марамици, па се брише. А добро, Интересно беше многу ствари. Вербавте дека ќе победите тогаш? Оти реално така беше. Мислам чувството Не, дека секи не. победиме. Не, ни на крај памет не ни беше тоа. Значи да, ти викам го има тај победнички дух на секаде, ама нели од Македонија секој пат одаме со Како да, барем ќе влеземе како во да, финале. да, само да влеземе во финале.
Доволно е добро да се представиме, нели, најминимално што може Да. очекувања. Скромни. Да, скромни. А рома после првите неколку проби веќе видееме оти нашите сериозно не гледат како конкуренција. Да. И имаше Значи, сега тие дека нешто премногу има аплауз. интересно. Да, многу бука, медиумите почнаа да говорат за нас, тие што беа представници од пресо тама и знаеш веќе почуваш да се чукаш у гради, сакаш да ти Велиш, јас вредиш. толку сум. Добре, сега дојде моментот, знаеш зашо? За дарување. За поклонче. Че да не ти дам некоја свеќица надав, вчера ќе минував на југото, сгрешив Лелеле. поклоно. Ако ме шој свеки ќе ме притребаваш. Ќе ти притреба може нешто, чекај да не заборавам нешто. Да зирнам без начари, не. Кај овака ќе го клам Само на тука. лаптоп да не фрлиш, ваму фрли. Зад мене, така. Океј. Оти да не исклучиме аудиото нас да снимам. Зирни да видиш кај ми е лаптопот. Може да зирнеш? Гледаш. Бубицата. Убицата. Може да се справиш, не е на ланча? Не. Чекај си. Дай да ти поможам. Ајде. Let me help you. Каде си бре? Еве си. Добро. Еве сме. Одиме. Прво, 5+, дали чуваш кучиња мачиња? Во двор. Островица. Еве ти од тука да се купиш храничка. Па ако да, ама ќе сакаш. го давам на моја многу добра другарка што се чува куче дома. Ете, Јуцо Solution, ваучер или дарче од кај него. Ако гледаш видеата, знаеш што про Јуцо. Благодариме многу. Ете така, пошто си со количе дојдена да се измиеш во автоперална аква, бесплатно миење. Да, на следното идењето кубито Да, обавезно. обавезно и имаш 15% попуст за да си земиш наочари, сака за гледање, сака за сонце, сакаш какви сакаш, од оптика диоптрика. Фала многу. Ете така, и од Ива Бјути центар имаш релаксирачка масажа на лице, пошто си јавна личност, ти треба, мислам, овај супер ке ти дојди. И обожавам масажи на лице. Ете Мај на така. лице, фала ти. Овде имаш сет козметика од кај Буцо Кинг за твојот автомобил да си го чуваш уреден и чист, но тоа не е се. Леле, бе, многу бе човек. Чекај, тек смо почели. Телефон сервис, ако си изненадување за моите гости, ајде да видиме денес што ти направио, ти јас не знам. Пошто денес не работат, на неработен ден ги извадов. Леле. Шуба е. Што пиши? А ова на шпански. Знаеш шпански? Па не знам толку. Сите хасе пери. Feliz no tiene que tener sentido para los demás. demás. Нешто. Тоа што знаеш шпански на праве. Транслејмос. На шпански, ама имаше уште неколку други работи внатре, посветени ле со музика. Знај дека партал ми е мојата потрола. Ова ќе ми дојде. Патрола. Таму шо има се, шо е тоа? Шо е тоа? Мюзик? Слушалки нешто или? Сигурно, се ќе видиме. Ете, Вау. слушалчиња гледаш за Е, тебе. многу се убај. А бренете Чекај, останаме ај поможи ми. Вака си ги отвориш и внатре ти се Преубај. преубо човека. Преубај. Со здраве си ги Е користиш. темпо мој укус. Да. Сакаш Thank помош you. за нешто? Да ти хелпнам? И таму Еве, имаш некои може. други джиджиња за камерата, гледаш убај украсни. Джиджи ми джарница, леле. Абре, фала ви многу. Преуба, стварно. Ете друго джидженце. Абе цела джиджињата направиме. И пенкалца. Да, ама имам уште еден поклон за назад, те чекам да собереш убај за ти дам. Добро. Ти ќе немаш да се донесиш до Струмица, до Скопје, ствари, кај оди се? Леле, Струмица се враќам пак. Струмица се враќаш, добро. Да, таму сум. Празникот. Можеш, ако не можеш, дај, ќе се Ајде, справам јас. дечко. Јас му го имам редо фатено на овие сите. Вака. Ме учеше Филип. Телефон сервис како. Еве. И сега гледај каков поклон ти носам. Ова не секој гостин го добива. Пиши прво thank you. Thank you. Да, ајде да видиме. Леле. Јако? Ама многу личи. Епа, ти си. Значи, браво. Браво, Познавам кој Христина да го направи Никодимовска, Христина. да. Браво, Кики браво. Штрики. Преубаво. Така е на Инстаграм, да. Ќе си го ставам особата одма. Ќе се Ете. вратам дома. Да ти Фала. остане за спомен да знаеш дека во Битола си една од најпочитуваните пејачки во Македонија. Фала. Гледаш што се прави, додуше Кичевчанка ни уметницката, ама Е, сега да не биде дека јас не ти носам ништо. вистина. И јас ти носам поклонче. Срце отвори. Вака поклонче, Дојди не знам ти. дали може во југото сама да се пушти или не Немам може. зацедиња. Многу Ај, сум у модерен на некоја друга, Bluetooth у сум. некоја друга кола. Леле, знаеш дека сите песните ги сакам? Зато ти барав маркер да го потпишем. Јас немав.
ми бараше Ама маркер, ај па ми после ќе побара. го подпишиме. Чекај, може да имам вранец, може да имам, ќе најдам, ама стило имам онда. Знаеш што е Или стило, со така? стило, да, бе, како не. Леле, прејако албумот го имам од Александра Јанева. Готово. Фала ти многу. Чекај сега сол дека си го Фале пикнам на во едно тебе. джепче. Се надевам тебе да се можеш и долу си ги Се, оставиш да не премногу. ти сметат. Фала ти од срце. Фала ти тебе, од срце отвори. Таа ми е многу јака песна. Бам Бам исто така ми е многу јака песната. Не знам, онака, знаеш, донесе многу убав тренд некако во музиката. Шо... Знаеш ти јас са скролах по конверзацијата и гледам оти ти си правил прилог за се одбирам себе, Да. за комета. Да. Леле, човече си викам, уствари таа е тај Мими. Таа е таа. Тогај не те знае Ама како тогаш бев Мими новинар, југото, работев да, на да, локална телевизија и си правев така, знаеш, прилози. Па тука имам спот снимано у Новаци. Знам дека има со Комета Пеце. у Новаци Со снимана, Пеце да, е поздрав до сниман, да, Пеце. поздрав, да. Беше многу интересно тогаш за короната, мислам дека прв пат ти пишев. Јас правев еден како прилог со сите познати личности шопра дома во време на карантин. Да. Му пишев на, па да не претерам, ајде 20 ликои што се познати од Македонија. Прв знаеш кој ми врати единствен? Ти. Ти после на телефон му се јавив на тие што ги знам лично. Значи дај ме молам, снимете, ништо страшно. Значи добар впечаток што Уште одма и секогаш ми беше првиот впечаток Александра е срцка. Топ е Да. Александра. Да. Се колку е тешко да се носиш со славата и колку тоа, например, знаеш како велат, го менува некој карактер, например, кој ќе стане популарен, дали ти го смена карактерот, дали луѓето блиските, твои другарки и така натаму ти забележуваат. Абе знаеш како не се усеќаш ти длабоко у себе како славна личност, мислам дека никој пат нема да се смениш. Јас славата го гледам само како една мала придобивка или не знам мал додаток на мојата професија, знаеш, Да. не е нешто што ме опишува и што сакам да ми биде главен белег. Сакам да сум славна, не. Сакам да имам Сакаш да пееш? сакам да пеем, сакам да оставам музика за себе, музика што ќе биде славна, не ли јас да сум најславната, туку Да. музиката да биде таа што ќе остане да живее и после мене. Сакам да сум препознатлива по музиката и мислам оти сум најпрепознатлива по музиката. Мене ми се случува Па да, да не знам дали работиш нешто моите друго. песни не работам. Само со музика се бавам. Моите песни ги знаат сите, а може да не знаат пример и как изгледам и Тоа кое ми е е името, знаеш. вистина интересно, ти например сега пред да те снимам, ме прашват онака блиски, со кој ќе снимаш, мам со Александра Јанева, или со Андријана Јаневска? Там Му велам не, Александра Јанева. Андријана Јаневски, иначе ми е клон музиката. Да. И му велам, еве ме пак, од сонце Да. и... Ау да, ја знам таа песна. Колку пати ми имат, Дека? ми го имат смешано името. Чекај, еве ме пак и врати ми го сонцето, тие две песни мислам ти беа клучни во кариерата, не грешам? Да. Јас те запознав со Ѓорги Крстевски, еве ме пак. Со тој тим да речам. Да, Знаеш, да. тогаш некако Врати ми го излезе. сонцето беше прва моја песна авторска, а еве ме пак беше првата песна со спот, Да. што беше, да кажем, порадиска и Radio Friendly. да, радио френдли и знаеш, побрзо стана хит, додека Врати ми го сонцето и требаше малце повеќе време, пошто е и потешка балада и беше Е, на многу тешка фестивал, песна, има да. поевергрин звук и Таа еднаш ја пеевте со Антонија Гиговска. да, на Кој испеа концерт подобро? у Струмица. Ти или Антонија? Кој све подобро. И двете на свој начин Не убаво, знаев дека знаеш. така ќе ми речиш. За некој сум испеала јас поубаво, за некој Антонија, за некој Не, и Антонија двете супер исто пее, убаво. Да, супер пее и таа. Ама види, мене ако ме питуваш општо за сите песни, без разлика моја, твоја, на колега, секоја песна ми е најубава оригинал, како ја го слушнам. Значи и подобар пеаш да го испее, мене ми е оригиналот најубав. За било која песна. Веројатно може и така се навикнуваме, знаеш, ти дете и Врати ми го сонцето, навикнати сме на твојот вокал. А бога ми таа е твоја, лично твоја песна како музика, текст, така автор си на неа? Не.
Музика и текст сценаристо Самарџиев, аранжман на Влади Владо Дочиновски. Дочиновски, да, така беше. Се заборавам јас. Јас покасно почнах да пишувам музика и текст. Што те охрабри, уствари Одговор е одговор, мојата да. прва, да. Ама што те охрабри како ти дојде, ти ме као не знаеше музика па бараше автори? Оти ти не се врза за еден автор, ти генерално кај нас пеачите се врзват за еден автор и со него се цел живот. Да, И прошара. повеќе нашо ми сметаше што одеше многу бавно, целиот тај процес на одење у студио, комуникација со композитори, па вака така, ќе помине месец, два, три и јас бех тогава, не знам, 21-2 години, Полна со ентузијазам. баш полна со ентузијазам и стварно ми беше многу битно да ги задржам 5 минути, да вадам музика и не ми се седеше, знаеш, не ми се чекаше. И затоа почнах чеки бе викам, да јас можам сама да пробам, нели, да кажам нешто повеќе, да се отворам повеќе, да видам как е. Знаеш, ми беше предизвик да го испробам това нешто. И заедно со Тино, вака. Битолско сонце, бе. Ти гледалци имаш, дори да се гледаш, шуба си. Да, Тино од бендот што претходно свираше со мене. Се договориме да направиме неколку сесии, да почнеме нешто да пишеме заедно и за наша среќа, у првите неколку сесии ние успеавме да напишеме уствари неколку песни, меѓу кои беше Одговор, после музиката за Се одбирам себе. А таму тоа ви почна преку ова Еуфорија со Наташа Мелинкова, со работката со Тино? Да, Така почнавте? Еуфорија Кај го снимавте тој спото? Кај е снимен? у Скопје, На на Кров, зграда, кај хотел Карпуш. Значи, не можев да препознам дали е Да, Струмица, дали е нигде никако не ми кај е У снимен. Скопје на најжешки уможен ден, значи беше плюс 40, ние беме качени горе на кров на зграда. И после снимањето на спото требаше да стигнеме на настап. Не ми текнува дали беше Прилеп, мислам ти беше Прилеп. И сите изгорени, значи буквално беме црвени тука на вратовите, на деколте. Ракови направени. Одиме на настап. Ракови направени баш, буквално. Ама интересни моменти. Да, тие се убави моменти. Това се памте. Да, и ти си направиш нешто што е интересно, сама се сними спот со мобилен. Да. Тоа ми беше исто многу Во јако. денешно време не треба нешто многу да имаш пари за продукција, не знам какви камери. Не треба, само треба да имаш време Да. и да си и опериран од тоа да треба да правиш друштво на некој муабет. Значи ако си со камера, цело време ќе си бидеш сам со камерата, на никој нема да му правиш муабет, ќе бидеш недружелюбив, Си влегваш ама во свој филм. ти брка работа за твојата цел. Да, тој спот го снимаше У Италија. во Италија, да. У Италија. Иван имаше некое професионално патување тама и јас у тај момент баш го завршувах таа песна аудиото. Ти си И речеш си дека треба викам, спот. чеки бе, таа песна некак, знаеш, ми тера некој лабав спот, нешто поедноставно, не бара некои приказни, некои, Да. не знам, сценарии, кој знам какви. Дај викам јас да си земам едно гимбалче и во Италија да решетам, ќе имам доста слободно време, пошто он ќе биде на состаноци на работа, и јас ќе ќе се си снимам шетам и ќе стапчиња. се снимам. И така и биде, значи првите 2-3 дена се снимах сама и после ми требаше веќе асистенција. Го разбудих едно со бајле у 6. Така што кажеш дека една недела снимаше кадри? Па околу 5 дена. Охо, ти Да. си наработила вре чупе како. Јас снимах да има, нека има што повеќе да поарно. После нормално некои ги изфрлих дели тотално, тотално. ама мораше да има и Сама го монтираш или? го монтирах сама првично за да видам нели дали ќе имам материјал за спот. У некои аматерски програми и после видев кај Гого што ми снима Да. и други спотови да ми помогне околу монтажа, околу колоро и го среди колоро, монтажта заедно га. Се гледаш Да ви има? интересно, значи во денешно време сите што се занимаваат со пеење знаат да монтираат, знаат да се снимат сами вокал, се знаат сами да Абе се направат. мораш. Маката ќе Ќе те натера маката. Што да преш, ама гледаш one man show идиме. Да. Некако така оди. Јас ич не икем. Аха. Ич не икем да биде така, сакам секој пат ка правам некој проект, сакам да има луѓе што се професионалци од таа работа, повеќе нели од тимов вклучени што можат сите да го дадат максимуму у тоа што се најдобри. Ама некој пат ги немаш и ресурсите и времето и сваќаш дека тоа што сам си го замислил, Да. никој не може да ти го оствари друг и знаеш, тука се испреплетуваат веќе
професиите. Така. Чекай, ти ако не грешам, имаш стоматологија завршена, така? Имам, да, стоматолог сум по Планираш професија. некојаш да го работиш тоа нешто? Овдава четврката ми е скршена За тепер. сега не. Имене ми е забрајање четворката. Знам те видов на интервју, се викам леле и тако мене по четврката. Да. Мене ми се скрши од мастика. И тоа е, и после и другиот зап ми се скрши, ама сега си го направив, поздрав Ева, мојата докторка. Јас требаше да го направам, ама цело време нешто ми излева и Ама не, се некако одолговлечувам. не ти иди да го работиш тоа нешто, а? А ти ако сакаше да се, ќе го работеше. па да ти кажам, не можам, секој се бајле кога ќе станам, мислам на музика, човек, знаеш. Това Да. ми е главната преокупација, се додека не ми скисне, не кажам, чеки малце, застани, сакаш нешто друго да Па работиш. се види, влезе во брак, како што кажа, мислам уште не официјално, али на Да. паци. Да, да, да. Ќе ти се смени животот, чувствуваш се веќе нешто онака промена, кој се веќе, да речам, регистрирано. Моментално не. Сите викат дека ќе дојде детства, тогај не Тогаш станува велат, да. најголемите промени, ама јас некак не знам, така се чувствувам, скоро ќе напунам 30 и многу побаво се чувствувам сега отколку на 20. И мислам оти и на 40 ќе се чувствувам Поубаво колку на 30. по-убаво отколку на 30. Мислам оти се е до мајндсето, до духо, знаеш. И таа нашата работа е таква, не ти дозволува да старееш на некој начин. А чекай, знаеш да готвиш? Знам. Што готвиш најубаво? Па најубаво. Правам ови манџи, да ти кажам. Правам Манџи? ово грашок манџа, кумпир манџа. Зимница, сите- клаваш нешто туршија, ајдар, Са, пиперки. зимници не сме по зимници и дома им кажах да престанат да ми пуштат, пошто не јадиме. Ама правам рецепти со пилешко много, со кари, со паста, со Мах. болонјезе, молонјезе, ти сите ги правам. Ама имам уште што треба да научам. Добро, чекай, Сарма текст не почне. сум замотала. За сарма, јас кога ќе го гледам тоа некако едноставно личи при мене. Сарми не јадам до душа, нема ни да По ги принцип готвам. избегавам да правам работи што треба да стегаваш многу време у кујна. Значи нешто по-брзичко. Така, на брзинка. Иначе на полесно си одиш в брзинка. кафана да си јадиш. Одиш по кафани, излегаш. Ретко да ти кажам, не практикувам А да кај јадам по сакаш да кафани, само излезеш? така друштво, нели, како се договораме. Ретко излевам и по кафина и по кафани, поготово у Скопје. Ај как се дојдам у Струмица, нели, пошто тука ми се поголемо другарти од фамилијата, сите сакат да се видиме негде на кафе или на ручок. Ама у Скопје как се вратам, сакам да си седнам дома на рад, да одморам, Да одмабаш. да си завршам това што треба, обврски, проби друго, трето. И некак си го користам това време за мене. А кај правите проби? Имате негде некој просторче или? Да, у гаража, близко до мене, у кисела вода. И колку Последни често период сме, правите проби? Па 3 пати, 4 пати у месец обавезно. Па Некој добро, пати сето- повеќе зависи, нели, од... Да, ама додуша од се тоа какви свирките ви се на ангажмани некој имаме. начин проба, да. Да. А се случва, например, на сред свирка овде ископано, знаеш дека се не знае? Ај, у прва. Истина не знае дека Супер. ископано овде, улиците. Се случва некојаш, например, еве некоја песна, не ја знаете, ја немате пробано, треба да ја свирите директно на свирка да ја... Се случва, ама избегавам това да го правам. Ептен, ако сме негде наши, знаеш, треба да направиш кейф на некој, ќе пробаме. Ама иначе си одаме по наш репертуар, што ни е извежбан. Да. И така е најдобро за сите. Мислам и публиката одма усеќа нешто кога не се свира како што треба, кога правиш грешки. А и ние не Само се една чувствуваме весела. лававо, да. Зашто се Сакам да правиш уживам, притисок, да, така е. да си има ред. Така е. Ајде се веќе да привршиме, чекај да видам само колку време имаме снимено, оти ќе се заправиме муаве. Многу брзо бе помина. 40 минути сме снимале. Човече. Ја знаем дека Гледаш как се прешалтам Аха. на струмички, не ни усеким. колку време Што поминава. секаш? Кажи ми како си помина во југото и во Битола вака едно крупче. Преубо. Преубо. Многу ме е ово убитол, многу ми се ареса архитектурата тука и уличките. Многу сакам такви Тесни улички. Тесни улички, лавиринт, да се Да. возам у Се лавиринт. знаеш кај си, така? Да. Пред финал, еве Пред сега финал, да. Од овие чекмаците што ги Да. викаме ние. Ете така, Миломир, што ти се бенди за крај да не сакаш нешто да кажеш да ги поздравиме луѓето што ги не гледаат? За крај, ништо, вечер ти
што се слободни, нек дојдат до пинал. Не, во недела се ќе гледат, ќе си мислат недела си во финал. О, да бе, да, ти кажам. Нема врска. Да, честит Великден. Да се гледаме на некој следен настап у Битола. Честит празник. Почесто да не идиш во Битола. Ќе доваѓам повеќе да слушат македонска музика. Значи вие газдите да од ги Битола. научат сите мои песни. Газдите сите од Битола што имате локали да се викнете Александра Јанева, преаки журки бре. Не Андријана Јаневска, Александра Јанева. И сега ќе го повозам југото, вие нема да видите, ама јас ќе пробам да го повозам. Од кој рече дека нема да видат? Ајде влегни. Леле! Возбудена сум. Ајде да видиме ова како личи. Чекај. Дај ја. Ајде, лајди негде. Ајде, јас овде се за тебе. Луѓе, по втор пат ќе ме вози чупе. Првиот пат кога ме возеше чупе и се сме го назад седам, така? Да, јас Острана одам скрос таму. напред. Можеш, ајде, јас ке те тука. Опа, Толку е најнапред, знаеш? стварно? Ама има едно закревање, другото раче. Ево вака да се Другото, зајде. другото, ова овде. Чек, ова е, да, крени го. Така, кревај. Добро. Толку. Стигаш? Стигам. Ама- Леле, каква ручна. Кажи, чекај да го земам во бубиче, за да се слушаме. Ти се оклеш на тебе, ајде клеси. Ајде. И сменавме бубиците, твојата кај мене, мојата кај мене. Обратно, ти нешто кажав, добро. Ке ме боли листо од кумплуга? Не, пробај, ќе кажеш да душа, после се не знам, јас навикнат сум. То, човече, чекај се. Не можам да тргнам. Не, горе фаќа кумплуго, прва е. Само Да. погоре треба кумплуго да окрениш. Не можеш, ај провери кврз да ја клеш. Завратиш назад, не е таму. Чекај. Ваму е. Држиш кумплуг, чекај. Леле. Се бориме, ајде. Ке ми земат возачка. Ајде, кревај кумплуг. Кревај кумплуг само. Не бе, кревај слободно. Горе фаќа, многу горе фаќа. Кревај. Ве сме тргаме. Уствари Го сети така било. Колку треба. Ке ти изгорам некоја ламела, нешто така. Ајде, онака за мен вања и оцо ќе ја смени. И А? човече. Јас мислех дека имам сила у раците, ама за тоа немам. Ау. Добро е. Важи ме, ќе се. Рррррр. Нема серво, само да знаеш. Кочи. Опа! Много близко помина, добра си. А. Јас ки излезам од колава, тресе за мене. Ај доста. Ај доста. Кажа толку. Доста ето дека не сум го расипала југото, требаше многу емисии да се снима. О, господе Боже. Значи, онако што Целград ќе освртам, толку не се потам колку вака кој ќе ме вози некој. Леле, треба да се потош, това е многу тешко бе човек. Тешко е за возење, а? Не знам, валјда ти не сум навикнана толку да го Југо е. кревам Ај пушти дали ти случи видиме. Кумплуго. Добро е Лерија извада. Те бенди се југото? Ме бенди се. Ама тешко. Ме бенди се за 27 метра. Зашто ме трогна и застава? Леле. Фала ви Не, премногу многу- што многу наѓавте, бучи. фала ви те. Бучи се тоа е. Зарно на... Не, со моето возење бучи, зарно на сите да станам. Ете така. Чекај Ајде, се. чао. Чекај, чао да му речеме после. Чао!